на денешната пресконференција би сакале да ви информираме за активностите што ги презема групацијата за домување и управување со стамбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија во соработка со Хабитат Македонија. Во среда, на 29 април, во просториите на Стопанската комора на Македонија организираме тркалезна маса на тема управувањето со колективните стамбени згради, можноста и предизвиците. Идејата е на тркалезната маса да се отворат повеќе прашања околу примената на законот за домување во колективните стамбени згради од аспектот на управувањето со истите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат управителите, фирми или заедници на собственици, како и за можностите за надменување на истите. Сето ова е со цел да се согледа како преку подобрување на моделите на управување да се обезбедат условите за квалитетно, хармонично домување во колективните и стамбени згради. На тркалезната маса учество ќе земат представници на Регулаторната комисија за домување и за таа цел и денеска на пресконференцијата е присутен председателот на комисијата Душко Кадиевски. Хабитат Македонија, со нас е исто така заменикот директорот Лилјана Алчева, представници од ресорните министерства за транспорт и врски и за локална самоуправа, поканите се и представници на локалната самоуправа ЗЕЛС, како и представници на зградите каде се спроведени активности во рамките на проектот за енергетската ефикасност и останатите чинители. Зошто ја организираме ова тркалезна маса? Имено со стратегијата за домување на Република Македонија, донесена во 2007 година, се дефинираат поимот домување во Република Македонија и се дефинираат националните стратешки насоки на идната политика на домувањето, чија основна цел е да се постигнат долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој на домувањето, согласно со современите стандарди за поквалитетен живот, од кој произлегуваат сите други општи и посебни цели. Согласно Законот за домување, кој функционира веќе 6 години и кој во меѓувреме има неколку измени, компаниите кои работат во дејноста домување констатираат дека истиот повторно треба да претрпи некои измени и усогласување со цел обезбедување на квалитетна правна рамка за непречено функционирање на правните субјекти во рамка на дејноста и во насока на обезбедување на основна цел поставена со стратегијата да се постигне долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој во домувањето, согласно современите стандарди за квалитетен живот, од кои произлегуваат и сите други општи посебни делови и цели. Во таа насока групацијата за домување и управување со стамбен и деловен простор веќе има направено повеќе предлог за белешки до ресорното министерство за транспорт и врски. Има многу одржани состаници во Стопанската комора, има многу состаници одржано во Министерство за транспорт и врски заедно со Регулаторна комисија за домување и представници за техничката служба за лифтовите и така. Значи, согласно сите тие состаноци, имаме, ќе ви издвоиме неколку од тие кои се важни, значајни. Значи, едно од клучните на кои групацијата за домување и управување со стамбен и деловен простор става акцент е при пресметката на троците да ги плаќат станарите од страната на лиценцираните управители да се доставува фактура, а не уплатници. И ова како резултат на фактот дека при исклучувањето на договорот за било каква услуга, дејност и слично, секое правно лице е должно да испорачува фактура, со чие издавање се создава обврска кај фирмите за вистинско евидентирање, пријавување и плаќање на износот на ДДВ, што пак не е случај со издавање уплатници за извршена услуга. И согласно ово парање на групацијата, а и како резултат на законската обврска, Регулаторната комисија за домување меата недла издаде и упатство и во соработка во сите тие работи што го поздравуваме на брзината, на реакцијата и сите тие наши укажувања. Упатството во кое упатството готовни се за начинот на подготовка на пресметката за направени трошоци во претходниот месец, за кој се поднесува наплатата за тековно и редовно одржување, како и за резервниот фонд од страна на управителот
или заедницата на собственици, која пак представува законска обврска на сите управители, односно и на сите заедници на собственици кои сами управуваат со зградите и кој треба да послужи како веродостоен документ за изготвување на фактура и на сите заеднички трошоци на самата зграда. Второ, лиценцираниот управител бара исто согласно законот да може да добиват валидни информации, дали тоа од Министерство за внатрешни работи, дали тоа од Управа за јавни приходи или слични институции, дали катастар, општина, некој си централен регистар, за местото на кое станарите со кои исклучуваат договор за одржување се пријавени со адреса на живење по лична карта. Тоа го побаравме заради фактот дека истите при случај на утужување на утужување станарите кои нередовно ги плаќаат сметките, се губат некои од споровите или се одолговлекуваат споровите, а тоа значи дека помалку пари, по-тешко функционирање на самите сметки, на самите плаќања на заедничките трошоци. И поради таквата неправилна достава, односно поради немање точни информации за местото на кој лице е пријавено со лична карта, постојаното место на живење, ние можеме да земеме како пример дека како факт дека еден собственик може да има повеќе станови во повеќе згради. Се води на една адреса, а има повеќе згради. И ние не можеме да дојдеме до тие податоци од представникот на зградата или од некој друг податок во катастар. Лиценцираните управители имаат и други серии, други забелешки, предлози за измени на матичниот закон за домување, но за исте континуирано се разговара со регулаторната комисија за домување, како и со ресорното министерство. Во таа насока се надевам дека забелешките ќе бидат земени во предвид и ќе се направат прилагодување во законот во насока на обезбедување позитивен деловен амбиент помеѓу нас компаниите управители, сите представници кои управуваат со зградите и ресорните министерства. Групацијата за домување и управување со стамбен и деловен простор при Стопанската комора на Македонија во јануари поднесе иницијатива за изменување и дополнување на законот за техничка инспекција со цел дефинирање на одговорноста во случај кога во функција се лифтови за кои постои записник дека се технички неисправни. Веќе имаше работни активности со надлежните државни институции, со што и беше информиран на пресконференција. Домот е местото од каде што се започнува, има една изрека од Томас Елиот и затоа местото во кое што живееме сметаме дека ги одредува нашите перспективи во образование, личен развој, здравствен и социјален статус и влијае на целокупниот квалитет на нашето живење. Хабитат Македонија е дел од мрежата Habitat International, која што има своји афилиации во повеќе од 100 земји во светот. Хабитат Македонија постои веќе 10 години и во Македонија работи на унапредување на домувањето. Во тој период организацијата поддржала, значи во изминатиот 10-годишен период, сме поддржале 6200 семејства и поединци за да ги подобрат условите на нивното живење преку поволни заеми за поправка, реновирање или обнова на нивните домови, за водоснабдување, енергетска ефикасност, градиме нови домови, може би сте слушнале населбата во Велес, каде што веќе 24 куќи се населени со семејства, се градат уште 12 нови, преку испорака на градежни, технички совети, обука, правиме истражување, анализи и застапување за подобрување на квалитетот на домување во Република Македонија. Оваа активност која што ја правиме во соработка со Стопанска комора и со регулаторната комисија за домување е во рамките на проектот на USAID и Habitat Македонија за енергетска ефикасност во колективните стамбени згради. Иако основата на овој проект беше реновирање со енергетско ефикасни мерки на стамбените згради, еден дел од активностите се директно насочени кон подобрување на квалитетот на домување во стамбените згради. Практично ние ја искористивме енергетската ефикасност за да укажеме и на некои проблеми со кои што се соочуваат станарите кои што живеат во стамбените згради.
Во рамките на овој проект, само на кратко, во делот на управување со стамбени згради се поддржани повеќе од 100 представници на стамбени згради со директна помош, укажување и директни совети како да го подобрат управувањето во стамбените згради. Спроведени се 3 обуки со 60 учесници кои што се представници на стамбените згради. Публикуван е прирачник за управување кој што ќе ви биде поделен на новинарите кои што ќе присуствуваат на тркалезната маса и на сите учесници на тркалезната маса. Тој прирачник е наменет за станарите и се однесува за подобро информирање за нивните права и обврски од живеењето во колективна стамбена зграда, и подготвена една веб страница на која што има функција на ресурсен центар и повторно е наменета за станарите и останатите чинители во секторот. Јас како председател на регулаторна комисија за домување можам да кажам улогата и значењето на регулаторната комисија за домување во смисла на квалитетен живот со едно современо управување во стамбените згради. Законот почна да функционира негде 2011 година и ако правиме пресек денеска ќе видиме дека негде над 50% од стамбените згради, што целосно, што по влезови и така натаму, имаат ангажирано или управители или председатели на заедници на собственици. Имајќи во предвид последниот попис каде што кажуваше негде дека има околу 10.000 стамбени единици во Македонија. Регулаторната комисија за домување извира, да речеме, од Законот за домување, чиј носител е Министерството за транспорт и врски, и оваа регулаторна комисија за домување има своји надлежности и одговорности. Една од главните надлежности е издава лиценци за управување под одредени услови кои се опишани во законот и одзема исто така под одредени услови, се грижи за правилно водење на стамбените згради и од управители и од председатели на заедници и посредува во спорови, нејасноти и така натаму и така натаму. Управителите полека земаат замав и се повеќе и повеќе се ангажирани во стамбените згради, додека председатели на заедници на собственици полека згаснуваат. Што значи дека тоа е еден показател дека управителите правилно и поефикасно ќе вршат услугите на станарите, за разлика од председатели на заедници на собственици кои не се снајдоа добро. Ние имаме многу предмети од страна на станари кои ни укажуваат на неправилности на работата на председатели на стамбени заедници, а во помала мера и на управители. Се трудиме врз основа на нашите надлежности од Законот за домување тие работи да ги расчистиме. Иначе за ваша информација има негде околу 38 управители и во постапка сме за издавање на 2 лиценци. Уште што би значило има негде околу 40 лиценцирани управители, што за Македонија мислам сосема доволно. Еден управител може да управува со повеќе стамбени згради или влезови, затоа што е и така опремен.